основно училиште Тодека Четефов, во кое се школуват многу ученици. Рачунам, че и овде е вложено доста од ваша страна. Така, денеска во посета на основното општинско училиште Тодека Четефов, во овие 3 години доста се вложи. Ова школа, самото наше доаѓање на мандат доби и спортска сала по после долго време, која што е во функција. И во овие 3 години се вложува во континуитет. Може би да ги напоменеме ова годишните инвестиции, значи простори за стручните соработници, простори за продолжен престој на учениците, на јужните делови од школото на сите прозори ставени заштитни завеси од сонцето, зраци и влијание за учениците да имат подобри услови за престој и за учење на настава. Ова просторија ќе се седиме тука ева читална заедно со библиотека од еден така помодерен стил направена, што мислам дека примамува и привлекува да учениците овозможат да бидат поблиско до книгите. Лето осветлувањето комплетно, односно смени старото осветлување со лето осветлување, заедно со директорката, сите потреби кои што се неминовни и гледаме да ги подигнеме во делот на образованието. Мислам дека макотрпно си ја работува и директорката, и јас како градоначалник поддржуваме заедно со секторот. Исто ова училиште има и поддржно училиште во село Бегниште, каде што ова година го сменивме индивидуалното затоплување кој што беше старо модно со на некој начин чумбе систем, како да го наречиме. Го ставивме сега да биде централно, парно грејење со комбинација на пелети и струја. Така да мислам дека се вложува доста во образованието и па можем да кажем помеѓу ретките општини каде што школите ни се во добра кондиција. И енергетски ефикасно и одделот на хигиена, еве сега се реновират и тоалетиве, така да мислам дека учениците суваат подобро и од дома. Ке застанете ли овде, директор? Не, тука нема да се застане. Еве, сакам право да кажам, добре дојде во училиштето и во оваа прекрасна просторија и во овие жешки денови училиштето ги отвора портите за да ги прикаже новите работи кои што ги има направено. Тука денеска во посета е градоначалникот господинот Митко Јанчев, значи градоначалникот на општина Кавадарци, кажа што се е направено. Тука нема да застанеме бидејќи ќе се реновираат тоалетите машките и женските на први спрат, реконструкција е тоа ова година и мислам дека и наредната недела ќе почнеме веќе со изведба на тие работи. Исто така реконструкција и адаптација на кабинет по хемија. Од Министерството за образование и наука ни кажа дека ќе достават нови клупи кои што ќе бидат адаптирани токму за хемија, значи за тие експерименти што ќе се прават и ние таа предмет пресмет ќе направивме баш според тој мебел, така да го наречам, за хемија и мислам дека ќе биде тоа модернизирано и добро. И понатаму веќе имаме некои други планови. Оваа година ја правивме развојната програма која што е 4 годишна. Знаете, во една развојна програма дека се предвидува, се става и визијата на едно училиште и во 4 години имам така некои нови модернистички идеи понатаму. Барем еднак да кажете. Па, например, сензор врати да ставиме по ходниците, па реконструкција горе ќе правиме на училници, нов мебел. Инаку тука би сакал да кажам од септември веќе со новата концепција за основно образование за прво и четврто оделение ќе се набават нови таблети за учениците, исто така нови смарт табли, се тоа модернистички како што кажа градоначалникот, нови нагледни средства. Ако тргнеме од она претходно, тука некаде би кажала во врска со ова, ако ковид ситуацијата ја спомнеме што беше од изминатиот период уште не е завршено. Мислам дека за голема пофалба е и владата на Република Северна Македонија, Министерството за образование и наука кои што не ги скратија тие средства. Голема благодарност и за голема пофалба градоначалникот на општина Кавадарци кој што несебично се труди не само за моето училиште, значи за сите училишта во општината и точно знае каде да ги насочи средствата, точно така има некој стил. Мислам дека убаво. Значи менаџирањето е важна работа. Да, менаџирањето е важна работа, соработката е уште поголема работа која што дефинитивно во оваа општина постои. И уште нешто би сакала за самиот крај. Училиштата без ученици се пусти. Јас се надевам дека не делумно, туку целосно ќе го слушнеме детскиот жагор од септември.